Врвните светски карикатуристи во улога на трагачи по парадокси, преку своите дела раскажуваат филмски приказни, пишувајќи нова историја, трагајќи по некои нови парадокси, докажувајќи дека карикатурата е најмокното оружје на човековиот интелект, а со тоа испишаа и една нова историја на фестивалот за хумор и сатира In Vinica Veritas, што пак ни дава за право да кажеме In Caricatura Veritas. Со прогласувањето на победниците од 11-тиот конкурс за карикатура трагачи по парадокси, стартуваше фестивалот In Vinica Veritas. Годинава навистина беше една од потешките теми и за наша среќа, наистина сум пресреќен, ние добивме толку квалитетни карикатури од врвни мајстори, односно од оние топ 10 карикатуристи во светот, скоро 7 карикатуристи има испратени своји карикатури и навистина беше задоволство да се прелистуваат, да се гледаат овие карикатури и јас сум сигурен, а и после во разговорот со членовите на жирито, сите тие беа на сладки маки кому да ги дат овие награди, иако морам да кажам дека уште во првиот дел се издвои карикатурата, победничката карикатура на Игор Смирнов, но навистина за другите награди, за специјалните награди, за второ и трето место, имаше голема конкуренција. Јас сум во овој фестивал уште од самиот почеток, од 1993 година и и сигурен сум дека немало никогаш олку јака конкуренција, олку добри карикатури, олку добри карикатуристи. Победник на овој фестивал е Игор Смирнов, врвен светски карикатурист, сликар, човек кој внимава на секој детал во карикатурата. Тука за наша среќа и е феноменалниот карикатурист Олекси Костовски, тука е Михаил Златковски, тука е Житет Коештана. Значи тоа се карикатуристи кои оваа година ги собраа сите награди по разноразни фестивали во светот. Жири комисијата во состав Александра Димитрова, уметник од Кочани, Ненад Остелик од Србија и Лейла Алаи од Иран, одлучи втората награда да ја додели на индонезискиот карикатурист Јитет Куштана, а третата награда на Михаил Златковски од Русија. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот Ивица Димитров, кој рече дека со лепезата на културни настани Виница слободно може да конкурира за град на културата. Ова е 11-ти пат по обновувањето на фестивалот In Vinica Veritas или 26-то издание на овој фестивал. И оваа година општина Виница помогна во делот на финансискиот дел за организација, меѓутоа и во делот на човечки ресурси, како и во делот на комисиските оценувања. Меѓутоа ние продолжуваме и понатаму со низа манифестации кои што и досега општина Виница ги организираше и можем да кажам дека ќе бидам нескромен да кажам дека општина Виница е можеби град на културата во нашата држава. Јас и препорачувам на сите гости, на сите љубители на хуморот и сатирата да ги посетат сите театарски представи, сите настани кои што ги организира овој фестивал и се надевам дека нашите граѓани, сограѓани како и жителите на сите соседни општини ќе бидат доста задоволни од овој репертоар кој што го нуди токму овој фестивал. Последните 2 години општина Виница издвојува доста голема сума на финансиски средства во делот на културни настани. Меѓутоа тоа го заближуваат и нашите сограѓани и гледаме дека се доста задоволни. Еве гледам и денес дека салата е полна, отварањето беше на доста високо ниво со многу гости, а не само од нашиот град, туку и од соседните општини кои што сте пријатно изненадени бидејќи општина Виница нуди еден голем репертоар на настани кои што за разлика од другите градови кои што многу послабо се организирани во тој дел. Меѓутоа ќе продолжиме понатаму и се надевам дека сите наши граѓани ќе бидат задоволни од ова што ние им го нудиме. Изложбата со 50 карикатури е отворена за сите посетители кои редовно ќе го следат репертоарот на театарски представи што стартуваа со Сашо Тасевски и стендап комедијата Северна Македонија. А во вторник гостува театарот од Благоевград со представата Животот макар и краток со актерот од Виница Игор Дамјанов Марадоната.